Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е 461-то издание на емисијата Дансе Макабре, односно издание кое што е именувано под наслов Макабре Филмфест број 12, односно станува збор за епизода од оваа емисија која што е посветена на рецензирање, односно на преглед и анализа на квалитетни филмски остварувања кои што се актуелни во овој период. Меѓутоа, ова е време во кое што филмската уметност најде начин како да се справи со пандемијата, барем во светски рамки, и филмските фестивали кои имаат некакво значење продолжија да се одвиваат во хибридна форма, сега со акцент на дигиталните билети и дигиталните проекции, за да не се малтретираат непотребно гледачите во содоаѓање во киносалите, доколку немаат луѓето доволно култура да носат маски и да ги заштитат со тоа животите на најблиските. И нема да умре филмот дефинитивно ако нема зачестени проекции на филм во киносалите. Таа фетишистичка носталгична реторика се докаже дека е застарена и неприменлива во овие засебни услови, но тој што знае да ги препознае убавините на филмското дело, секако дека ќе ги забележи во каков и да е екранот пред секој што ги гледа, дали е тоа киноплатно, дали е смартвоч, и релевантно е тоа. Во подобри времиња, непречено ќе си го приуштиме луксузот на одење во кино. Мене лично поважно ми е да бидат објавувани филмовите на каков и да е начин, отколку да се држат како заложници на филмските студија, затоа што мене ме интересира што содржат филмовите во себе, а не сум доволно малумен гледач кому дрвењето на пикселите му е поважно од содржината на тоа што сакал авторот на самиот филм да му го пренесе како своевидна амалгамирана порака на естетските вредности кои што ги содржи самото дело. Секако дека искуство е само за себе, одењето во кино, и дека тоа е доживување кое што не може да се измери со ниту едно друго гледачко искуство, но не по секоја цена, и секогаш треба да се има памет во глава за тоа како се пристапува на оваа институција без разлика на пандемијата. Така што тоа е пред се објект кој што треба да зрачи со висока култура, така што пожелно е да се однесуваат луѓето на ниво за да ја испочитуваат самата таа при нивното влегување. Во денешното издание на серијалот на емисии кои што се наменети за да можете непречено да ги организирате во собствените домови, да представуваат своевидни ревии на филмови кои се селектирани од моја страна, се најавена како и насловена како составен дел од серијалот Макабре Филмфест со своето 12-то издание, со тоа што ќе анализирам актуелни жанровски остварувања, значајни мелодрами кои што говорат за две големи проблематики кои понираат од финансиската нееднаквост, конкретно во Европа и во Азија, еден документарен филм за значењето на афроамериканците во хорор филмовите, значи одиме со еден метанаратив и навраќање на еден култен музички филм кој е неофицијалната биографија на Иги Поп и Дейвид Боуи. Така што ова ќе биде интернационално издание на емисијата во која што ќе слушнете филмови во кои се говори на шпански, на германски, на англиски, на индиски, на француски. Така што преку оваа емисија ќе се обидам да го понесам квалитетот на филмот од сите страни на светот, говорејќи ви за The Wolf House, Saint Maud, The White Tiger, Night Shift, Horror Noir, A History of Black Horror и Velvet Goldmine. А на почетокот на емисијата слушнавме три композиции кои што се наоѓаат на долго очекуваното ново албумско остварување на Bloody Hammers, односно именувано како Songs of Unspeakable Terror, кое што го издадоа минатиот месец. Составен дел од овај бенд се Андерс Манга и Девалија, кои што во ковид кризата извадија албум, наследник на The Summoning од 2019 година. Songs of Unspeakable Terror е нивно шесто долгосвиречко издание, издаден за Napalm Records, реминесцентни на сето тоа што сакате да ослушнете од еден модерен мелодичен хорор панк бенд, класични хорор теми, извадоци од филмови, секако дека содржи изданието, кое што е зачинето и со окултизам, така што на моје големо задоволство е да се слушне нешто ново и квалитетно, конкретно
нагледно да излезе од овој речиси мртов под жанр. Бендот ни доаѓа од Ешвил, од Северна Каролина, и од овој албум ги слушнавме A Night of Dismember, Hands of the Reaper и Witchfinder General, силно влијание нели на Misfits, и ќе продолжиме со уште неколку композиции од овој албум, односно доколку имаме време ќе слушнеме Not of This Earth, Night of the Witch и I Spit on Your Corpse. Дансе Макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и целта на емисијата е да се доближат квалитетните филмови до секој слушател и да се воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 461 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 461 издание, именувано како Макабре Филм Фест, својата 12-та едиција на овој серијал на издание на Дансе Макабре, посветени на квалитетите на филмските остварувања кои што имаме можност да ги погледнеме во нашите домови и во киносалите, и пред се кои што може да ги пронајдете на најразличните стриминг сервиси, од кои што ќе започнеме во оваа емисија со две жанровски остварувања. Именно во продолжение слушаме најавата за анимираниот филм The Wolf House. The Wolf House е режисерско остварување на Хоакин Осина и Кристобал Леон, односно шпанскиот назив е La Casa Lobo, прв нивен долгометражен анимиран филм, претходно соработува на кратките Андите, The Witch and the Lover, Padre Madre, стоп моушен природата која што расте во собата на детето, која што може да ја забележите во прекрасниот краток филм The Small Room, е од една страна аспектот на стоп моушен анимацијата кој што го негуваат, а од друга страна го имаме цртежот на Weather Wayne, кој сум имал можност да ги погледнам покрај нивните останати краткометражни остварувања, а ова се двата круцијални аспекти кои што ги применуваат за разработување на анимацијата на The Wolf House, во кој што Марија, млада девојка која е прогонета во шумата, наоѓа прибежиште во куќа во јужниот дел на Чиле, како закрила од германската колонија во која што никој не можел да избега. Колонијата е предводена пред се од поранешни нацисти кои што се изживувале вржителите на колонијата, спроведувајќи го режимот на Пиноче, оркестрирајќи други злочини врз дури и врз најмладите. Приказната ја следи Марија, која пред се е обвинета за ослободување на две прасиња, зашто е прогонета и се заканува нели смртта. Таа се затвора во куќата и ги расте прасињата неваре се нејзини деца. Несомнено дека филмот добива и бајковидни конотации, што започне да се спроведуваат за умните својства на куќата, која што постојано се преобразува од својот интериер. Оваа трансформација е една од најинтригантните поставки кои на визуелен план сум ја видел во еден понов анимиран филм, кај што се мешаат различните медиуми, како што се цртежите на зидовите во комбинација со стоп моушен анимацијата на која што Линч и Шванкмајер би подзавиделе. Дополнително морничаво делува прошепотениот, недофатлив диалог, како што можете и од самиот трейлер да забележите, во кој се менуваат јазиците. Поредно на кој се говори, пред се и оддалечувајќи го значењето од самите зборови, ознаката од означеното. Не се променува само куќата, се модифицираат нели самите прасиња кои што се под закрила на локацијата. Филмот е пред се реализиран за $250,000, но со многу труд и посветеност е склопен овој надреален кошмар, кој ја символизира преживеаната траума на ликовите, која понекогаш зборовите не може да ја доловат, но затоа емоциите може да се преточат во линија која флуидно метаморфозира.
Хорор филм која има најзагадочената атмосфера што сум ја погледнал во изминатите години, конкретно на анимираниот филм, збогатена со бизарностите кои се реализирани на визуелен план. Гретел и Хенсел, ако повеќе сакате, во анимирана форма, во стравичен манир. Хорор жанрот живее пред се во најразличен облик и треба само да ги препознаете неговите квалитети, доколку нели сакате да уживате во него. Филмот верувам дека ќе им се допадне на сите кои што ги сакаат пред се помрачните агенции на бајките на браќата Грим. И филмот играше на Берлинале пред 2 години, потоа играше во Хонг Конг, на Анеси, во Квинсленд играше, Сан Себастијан, на Фантастик, во Солун, во Сингапур фестивалите кои што се одржува, што значи дека играше и пред хорор фановите, и пред артхаус љубителите на анимираните филмови, што па значи дека допре до еклектична публика, заради тоа што нели станува збор за еден модерен мастерпис, модерно ремек дело на анимираниот филм кое што уме да ве уплаши. Во продолжение ќе ја слушнеме најавата за Saint Maud. Saint Maud е режисерско остварување на Роуз Глас, нејзин прв долгометражен игран филм. Ја почна кариерата со кратките речиси неми филмови, односно во јерскиот Moths и парод во колибата во Stormhouse, кој што јас барем сум имал можност да ја гледам. Потоа продолжи со фасцинацијата со магичната коса во The Silken Strand и изрази љубов кон Shining и Психо во една своевидна BDSM ослободителност во Room 55. Сними и еден краток филм за омнибусот A Moment of Horror, односно сегментот Death Time. Меѓутоа во Saint Maud стана збор за Мод, која што е негувателка која по преживување на една обскурна траума станува експлицитно религиозна, обседнувајќи се со спасувањето на душата на возрастната саркастична поранешна танчерка која има рак, која што ја забележи неурамнотеженоста на психата на Мод, ќе ја избрка од незиниот дом, односно ќе ја ослободи од незините должности. Тоа нема да ја спречи Мод во незините намери да ја спаси душата по секоја цена. Не само поради тоа што води дневник, кога ќе се земе предвид чинителот дека се држи во мистерија незиниот реклусивен живот. Овој филм, според мене, е хорор верзија на филм на минималистички манир работен, како што тоа што Роберт Бресон знаеше на времето да го сними, меѓутоа сепак искажано со помош на јазикот на жанровскиот филм. Сведоци сме на постепеното навлегување во домените на лудилото на Мод, зашто доволно говори продукцискиот дизајн во незиниот дом, кој што крие пред се религиозниот фанатизам кој ја плени неа. Морфит Кларк, актерката која што глумеше во The Personal History of David Copperfield, филмот за кој што го анализира во рамките на оваа емисија и исто така глуми во Pride and Prejudice and Zombies. Таа одлично се носи со незината стоицистичка, можеби повлечена улога, како што од Нели Джокерот на Тод Филипс можевме да ја забележиме постепената деградација на ликот на Джокерот. Тука во го забележуваме пред се детерминизмот на Мод, која е подготвена да одземе нечи живот само за да може да ја спаси душата на другиот. Симплицистичка е премисата, делото нема значителни и препознатливи сцени покажувајќи се памети, ниту пак прикажа нешто невидено во рамките на самиот жанр, така што на рамниште на оригиналност потврди според мене оваа творба, но затоа пак го поседува Артхаус 5, од кој што сите дела на најдобриот дистрибутер на денешницата и 24 мора да го поседуваат за да бидат составен дел од овој лейбл, така што ќе забележите убаво кадрирање на трекинг кадри, уловување на лик во негативен простор кој што доловува за самотијата која поседува, Мод која па нема можност да воспостави корелација со светот наоколу, иако е составен дел од него. Девојка со мисија, со фиксација од која нема намера да се отклони пред се. Овогодишен Sunset Boulevard во колизија со The Exorcist. Филмот живееше само на филмските фестивали, уште од премиерата која што имаше на ТИФ во септември 2019 година, потоа играше на Fantastic Fest, играше во Лондон, во Даблин, на Сиджес играше и во Гент, па потоа
фати корона и имаше лимитирано прикажување на редовен репертоар и A24 видоа дека не може да ги вратат парите и издадоа и физичко издание за овој филм со еден луксузен слипкейс, како што знаат тоа да го направат со останатите нивни прекрасни филмски остварувања. Жртва на короната стана овој филм, кој и тоа како заслужува да биде погледнат на големо платно во сосема поразлични услови од тие во кои што живееме денес. Меѓутоа, во ера на пандемија нема избор и не може еден филм нели да се држи како заложник за подобри времиња, а дистрибутерите во нашата држава не ни знаат што е A24, така што овој филм многу му беа мали шансите да биде прикажан на кинорепертоарите. Се надевам дека во иднина ќе се освестат дистрибутерите дека ако сакаат да прикажат квалитетен филм, тоа треба дефинитивно да биде некој од богатиот каталог кој што го има оваа филмска куќа. Нема враќање назад, ќе живееме во поразлична реалност од претходно и треба да се носиме со тие предизвици кои што се соочуваме денес. Така што по 2 години чекање ја погледнавме агонијата на МОД со сета таа неизина оддалеченост од разумот кој што е прикажано во ова дело. Бен Фордесман е кинематограферот кој што имаше претходно снимено епизоди од The End of This Fucking World, а во овој филм акцентот е ставен на прикажување на винтиш ликот на тапетите и болното пред се зеленило и црвенило кое што е присутно во овој филм во контекст на самиот тон кој го содржи, а музиката ја работи Адам Јанота Бзоски, кој што комбинира со амбиенталниот звук, со звучниот пред се дизајн, со приказот на брановите, со употребата на приворот во домот, нарушувајќи ја пред се тензијата, тишината со помош на тензијата, успеваат да доловат пред се самотија на еден лик со севкупниот свој аудио-визуелен арсенал кој што го поседуваат, и ако го гледате филмот на рамниште на деби остварување, тогаш и тоа како е успешен проект. Меѓутоа, не е Роз дорасната да излезе од рамките на пастишот на идолите и да создаде нешто невидено и можеби автентично. Сепак, Сент Мод е чекор во правата насока и што се однесува до мене, сакам Роз да биде посмела и пооригинална, како што тоа е во секој од незините кратки филмови. Е порадикална и пооригинална од тоа што е во Сент Мод. Така што, затоа сум со блага фрустрација дека може таа многу подобро да го реализира својот креативен потенцијал од тоа што го покажа во Saint Maud, кој што е врвно остварување, и се надевам дека до крајот на годината и ќе заврши на моите најомилени 10 хорор филмови, така што буквално сите нејзини кратки се пооригинални, топла препорака да ги погледнете, и сметам дека е сила од која што треба да се плашиме во иднина, заради тоа што има што да каже во рамките на жанровската кинематографија, затоа што тоа досега барем го докажал. Во рамките на претходниот месец ги погледнав и Synchronic, и Hunted, и The Queen of Black Magic, Bloody Hell, Climate of the Hunter, The Vigil и Psycho Gorman, и уште многу други хорор филмови. Меѓутоа, ги издвоив овие два заради тоа што сепак треба само да се говори за филмовите кои што се најквалитетни и кои што сметам дека го заслужуваат вашето внимание, барем да бидат погледнати од што е можно поголем број на љубители на жанровскиот филм и тие кои што се сомневаат дека жанровскиот филм има квалитети. Овие два филмови се тука за да ги разубедат во спротивното. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, именно во продолжение ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на новото албумско стварување на Black Sky Giant, именувано како Planet Terror, кој што го издадоа минатиот месец, стана збор за нивен втор долг албум по Orbiter, кој што беше издаден претходната година. Стана збор за инструментален Space Stoner Rock Band, кој што на самиот албум може да забележите ктуловски елементи, значи Лавкрафт е доста жив во нивната инструментална музика, кој што сведочи нели за надоаѓањето на титаните од небото. Пред се забележуваме одлично музицирање од страна на членовите на овој бенд, имаме развлечени гитарски сола и само нека продолжи да создава овој бенд вакви квалитетни творби кои што
и тоа како го имаат своето место на пиедесталот покрај врвните бендови кои доаѓаат од рамките на инструменталниот и пред се прогресивен стонер рок. Овој бенд ни доаѓа од Росарио, односно од Аргентина, а од нивниот албум ќе ги слушнеме насловната тема Planet Terror, потоа Asteroid Hermit ќе слушнеме и Ghost Valley Trackers. Така што уживајте во Black Sky Giant и потоа се враќам во етер да ви говорам за две филмски драми кои што ги одбрав за ова издание. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 461-то издание на емисијата Данас е Макабре, во кое што ви говорам за Макабре Филмфест, односно своевидна ревија на актуелни филмски остварувања кои што може да ја организирате во собствените домови. Именно во рецензирањето на филмовите доаѓаме до остварувањето кое што е именувано како The White Tiger. The White Tiger е режисерско остварување на Рамин Бахрани, односно негов 8-ми долгометражен филм. Јас го памтам од Men Push Cart, а може би сте го погледнале од него и Goodbye Solo, и Fahrenheit 451, и 99 Homes. Во White Tiger Балрам Халвај, односно глумен од Адарш Гоурав, е индус кој потекнува од мало селце, меѓутоа е доволно амбициозен за по секоја цена да го напушти и да стане предприемач. Именно тој подразбира дека ќе ја преземе улогата која му е наметнало од општеството, да биде покорник на својата каста, односно да биде незаменлив слуга на богатите, што најпрвен станува негов влез во раскошниот живот на фамилијата на Ашок. Таму ја согледува пред се динамиката на која што функционира самото семејство, наоѓа начин како да воспостави интимна комуникација со членовите на тоа семејство и пред се неговите помошници, но набрзо согледува дека тие не сакаат да го спознаат тоа што навистина е, туку имаат одредена зацртана слика за него, која тој ќе се обиде да ја исполни со тоа што ќе игра по нивните правила, да се преточи во предодредениот шаблон кој што сакаат тие да го видат, односно илузијата која најдобро им одговара, за постепено да ја добие нивната доверба и со улогата на наивен шофер да стане пред се интегрален дел од семејството, при тоа отстранувајќи ја неговата конкуренција која што се наоѓа на неговиот пат до успехот. Делува филмот како книга за деструктивна самопомош, меѓутоа ова е паразитирање во редовите на богаташите од страна на сиромашните, секако дека ќе ве подсетува на подвигот на лековите во Бон Јун-Хо, меѓутоа начинот на снимање е сосема различен од ремек делото на Бон Јун-Хо, така што паралелата завршува само на тематско равниште. Сличноста е конкретно на ова тематско ниво, а конфликтот доаѓа од незавидната ситуација во која што возачот ќе мора да ја плати цената на која што не сакаат неговите газди да ја платат, со неговиот живот ставајќи го во оган, што со незадоволство ќе го направи Балрам, непотребно себе инкриминирајќи се, за да ги спаси неговите предпоставени од нивните непресметливи чинодействија на кои што подлегнуваат. Тоа ќе го подгрее пред се неговиот револт и ќе ја зацрта саканата одмазда, занемарувајќи секаква грижа на совест и мерила и принципи кои што ги има, само за да се дојде до финансиската слобода и да се започне собствениот бизнис кај што тој ќе биде собствен газда. Адаптацијата на бестселерот на New York Times, кој го одбележува пред се епскиот подем на опортунистичкиот индус, кој е олицетворение пред се на егоизмот, на нарцисоизмот, на капитализмот пред се. Битие кое макијавеловски доаѓа до зацртаната цел, што несомнено дека е прототип за успех на денешницата, за жал. Што е пред се жална констатација. Филмот беше објавен на стриминг сервисот Netflix со можност да биде погледнат од 200 милиони претплатници. Не би ви препорачал боливудски продукт, пред се доколку не ги исполнува потребите на модерната кинематографија, а во овој случај фотографијата е од Паоло Корнера,
односно човекот кој што го кадрираше пред C000, Bad Tales, Субура и Гомора, така што европскиот артхаус сензибилитет си го наоѓа своето место во овој стриминг блокбастер за подемот на индусот кој што од ништо станува нешто во својата Индија. Така што доколку сакате да погледнете еден забавен стриминг блокбастер, уште еднаш ќе го наречам, тогаш The White Tiger дефинитивно е филмот за вас од Индија. Се селиме во Европа, односно доаѓаме до Франција, каде што ќе го погледнеме филмот Night Shift. Night Shift е режисерско остварување на Ан Фонтен, односно другиот наслов кој што го поседува овој филм е Полис, 16-ти долгометражен филм на Ен. Ако не грешам, ја знаете неја од How I Killed My Father, потоа од Coco Before Chanel, My Worst Nightmare, The Innocents, Reinventing Marvin и Pure Snow, работи моментално на филмот Presidents. Night Shift е уште еден филм кој што можете да го погледнете за чудо во нашите киносали. Филм во кој низ фрагментирана монтажа се запознаваме со три ликови, односно тројца полицајци кои што имаат три засебни животи, кои се вплеткуваат во една морална дилема кога добиваат задолжение да пренесат заробеник до аеродромот Шарл де Гол за да биде депортиран во неговата држава, согледувајќи дека можеби ќе биде ликвидиран штом стапне таму. Потенцирам можеби затоа што никој од полицајците не може да се разбере со заробеникот, бидејќи тие не говорат афганистански, а тој не знае ниту еден друг јазик. И покрај отежнатата комуникација помеѓу себе тие дознаваат дека тој бил континуирано измачуван од страна на властите, трпел физичка и емоционална злоупотреба. Фрагментираното запознавање со секојдневието на ликовите е одлично реализирано, со оглед на тоа што двајца од нив имаат однос, а девојката има всушност дечко, што ќе ја изнуди да оди на абортус во ова дело, а преостанатиот колега воопшто не одвојува време на своето семејство и постоечка е омразата која што ја добива од неговата сопруга, која дережирачки е односо конкретно од него со неа, така што имаме една силна социјална и човечка нишка која што е прекршена во овие и пред се нарушен однос со членовите на фамилијата, кој си има своја кулминација во самото дело. Гледачот станува оптоварен со овој емоционален багаж на ликовите, кои се склони да донесуваат лоши одлуки во нивниот живот. Меѓутоа, самите согледуваат дека треба да понудат помош за човек кој има претрпена огромна болка и го депортираат до неговата гилотина. По меѓусебното разубедување доаѓаат до унифицитарно мислење со кое ќе може мирно да спијат навечер, но ќе видиме до кога. Кинематограферот Ив Анджело, човекот кој го има снимено култниот филм Декстер, снима тензични ноќни сцени со помош на солидната актерска екипа, која убедително ги доловува пред целиковите. Проблемот е во постоечката премиса, откако го добијат задолжението, кај што филмот станува линеарен и невпечатлив, за разлика од фрагментирањето на почетокот. Нема да навлегувам во извршувањето на злосторството од страна на терористот, ниту пак дали казната е соодветна на делото. Меѓутоа, разочарувачкиот епилог, кој не е на ниво на самиот филм, можеби е поголемиот проблем според мене во делото, кое отвора прашања, факт е тоа, но нема никаква намера да ги проследи до крај, иако ја вклучува тематската одредница за едно од најгорливите прашања во Европа, односно илегалните имигранти и пред се тероризамот. Така што, ако сте заинтересирани за европски крими трилер, Night Shift е дефинитивно филмот за вас. Покрај овие филмови, од рамките на мелодрамата ги погледнав и Flinch, Beginning, The Little Things, Bad Tales, The Disciple, Hemon Rai, Miss Juneteenth, Working Girls, News of the World, One Night in Miami, Pieces of a Woman и многу други, за кои што во изминатиот месец имав можност да ги погледнам, за кои дел
ќе слушнете рецензии во мојата друга емисија Видеологија, а дел ќе бидат заборавени од сеќавање со оглед на тоа што нема да бидат доволно оригинални дела, туку ќе бидат пастиш на веќе направени многу подобри остварувања од нив. Ќе направиме ние тука една кратка музичка пауза, ќе слушнеме два албуми од два бендови, именно на почетокот ќе слушнеме три композиции кои што се наоѓаат на истоименото албумско остварување на бендот Indus Valley Kings, кој што го издадоа минатиот месец. Станува збор за првиот нивен албум. Ова се стонер металци кои што прават еден спој на пустината на Кајас и Corrosion of Conformity со гранџи рифови и една дисторзија синоним за Helmet и алтернативните метал бендови од 90-тите со премини кој што се па од друга страна синоним за Black Sabbath на 70-тите со соодветно пригушена продукција која што треба да асоцира на свој виден вино и фазот не попушта во овој бенд кој што ни доаѓа од Нью Йорк од САД. И по него ќе слушнеме композиција од исто така деби остварување, меѓутоа овој пат деби остварување на Desert of Bones, кој што исто така го носи насловот на бендот. Станува збор за Desert Blues Rock состав, кој е под силно влијание на acid психоделични бендови од 70-тите, кој има прогресивна фузија со помош на клавиатури. Се поигруваат со мистицизам во контекст на самата лирика, користа од арапски скали, да се добие на екзотичност нивниот преце ретро звук на ова power trio кое што ни доаѓа од Натал, ако не се лажам, од Бразил. Така што слушаме три композиции, Angels, Cactus People и Devil од Indus Valley Kings и потоа слушаме и три композиции од Desert of Bones, односно Desertania ќе слушнеме, Marching on Through the Desert и секако Future Through a Blind Man's Eye. Потоа се враќам во етер да ви говорам за еден документарен филм и традиционално едно навраќање на едно култно остварување од 90-тите. Уживајте во Indus Valley Kings и Desert of Bones. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 461 издание, именувано како Макабре Филмфест, односно 12-та итерација од серијалот на емисии, посветени на рецензирање на актуелните филмски остварувања, а во самиот крај на емисијата дојдовме до последните две филмски остварувања, имено првото од нив е документарен филм, наменет за жанровските филмови, конкретно за еден подвид кој што е категоризиран во хорор нуар, односно History of Black Horror. Хорор нуар, односно History of Black Horror е режисерско остварување на Ксавиер Буржин, односно првиот долгометражен документарен филм. Претходно има голем број на кратки филмови, играни и документарни, како The Bridge, Old E, A Little Closure и епизоди од неколку ТВ серии. Во контекст на хорор нуар станува збор на документарен филм во кој што ги седна афроамериканските хорор легенди да кажат дека протагонистите со нивната боја на кожа биле присутни во хорор жанрот многу пред да биде вперено вниманието на светот на Get Out, па некаде се споени двајцата говорители во една киносала, некаде само еден, но потребно е да се лоцираат сите значителни изблици на придонесувачите за отворање на вратата во Холивуд, за да може нели да глумат афроамериканците во жанровските филмови, од приказот на слуги во мелодрамите до развивањето на тропите на другиот, односно магичниот старец, помошничката, до првиот кој ќе умре во хорор филм и секако херојот кој ќе биде и финалното момче. Актерките и режисерите говорат во овој филм за значењето на Night of the Living Dead и зомби филмовите на Джордж Ромеро, потоа за Tales from the Hood, за Candyman, за Ganja и Hess, за Blackula, за The Thing, The Craft и филмови во кои што има нели протагонисти кои што се афроамериканци. Расти,
Кандев и Ернест Дикерсон се во двоплан, како и Кен Фори и Кит Дейвид, а за Тони Тод потребен е сингл кадер, заради тоа што е превизок и без тоа за уловување на самата камера. И Рейчел Тру од The Craft исто така говори во документарниот филм за значењето на незината улога пред се во филмови во кои што доминираат белци. Вклучени се и интервјуа на Тана Риведу и Ешли Блеквел, како и Робин Ер Минс Колмен, кои се едукатори и академски истражувачи на појавувањето на афроамериканците на филм, за да добие делото нели на научна тежина и да не се претвори само во набројување на омилените филмови и реминесценција на моментите кога ги погледнале во киносалите или во домовите, туку и се лоцира значењето кое го имаат овие филмови со појавувањето пред се актерите во нив и во експлойтейшн и во артхаус водите. Секако дека има и интервјуи со Джордан Пил, кој е заслужен за внесувањето на афроамериканците во културолошката матрица на модерните жанровски творби со Get Out и Us. Одлично е тоа што стриминг сервисот Shudder кој реализираше пред се овој филм, кој пополни една дупка за прикажување на еден значаен дел од жанровскиот филм. Јас ги преслушав и интервјуата во целост во облик на подкаст во кој што беа објавени под овој назив, затоа што се едночасовни разговори, од кои 10 минути ако се само искористени и употребени нели за потребите на филмот, останатиот материјал е буквално неискористен. Меѓутоа, ова е значаен филмски документарец, не само за афроамериканците, туку и за лоцирање на еден културолошки феномен како што представува хорор филмот, кој што се восприема различно од различни демографии во зависност од пол, раса или која и да е друга поделеност која што би ја имале. Меѓутоа има соодветна културолошка традиција со самото тоа појавување и на експлойтейшн и на блексплойтейшн во дадената ситуација филмовите каде што Дракула и Франкенштајн се реимагинираат со афроамериканци во главните улоги, така што е една интересна перспектива за овој феномен на жанровскиот филм кој што досега, барем јас колку што сум запознаен, не бил толку детално анализиран и прикажан од страна на едни од најзначајните актери кои што се помеѓу живите, кои што придонеле за популаризирање конкретно на хорор филмот и популаризирање на црнечката култура во него. Покрај него и поглед на Once Upon a Time in Venezuela, Adolescence, Rocketman, Crack Cocaine, Corruption and Conspiracy, под Билли, Planet of the Humans, Unfit the Psychology of Donald Trump, White Noise, Some Kind of Heaven, Suzy Q, The Great American Lie, Fake Famous и голем број на други документарни филмови. Љубител сум на оваа форма на изразување. Голем дел од овие кои што ви ги напоменав се доста квалитетни, меѓутоа во рамките на Макабре Филмфест за жал морам само еден да издвојам и од сите овие го издвоив конкретно тој кој што е тематски врзан за филмот како медиум, заради тоа што секогаш филмот, музичките документарци и филмските документарци пред се имаат предност во рамките на Макабре Филмфест. Овој пат секогаш ќе биде на прво место филмот, така што затоа и го избрав да ви го препорачам баш поради уникатната премиса која што ја има и субјектите кои на нито едно друго место не можете заедно да ја погледнете, а тоа е хорор ноара History of Black Horror. И како навраќање на култното издание наменето за ова едиција на Макабре Филмфест го издвоив значајниот филм на Тод Хейнс од 1998 година, именуван како Velvet Goldmine. Velvet Goldmine е филмско остварување на Тод Хейнс од 1998 година. Во таа периодизација на неговата филмографија е третиот долгометражен игран филм по Poison, Safe, а подоцна го знаете како режисерот на I'm Not There и Carol. Во 1984 година репортерот Артур Стюарт, глумен од Кристијан Бейл, треба да напише текст за кариерата на глам суперзвездата Брайан Слейд, глумен од Джонатан Рис Мајерс, во период кога се запознава со нескротливиот рокер Курт Уайлд, глумен од Иан Макгрегор.
Земете предвид дека станува збор за 1971 година, кога замрува хипи движењето, во кое е затекнат и самиот Брайан Слейд, кој не може нели да биде пошокантен од облекувањето на фустан на себе, меѓутоа се запознава со експлозивниот рокер Курт Уайлд и започнува нивната дружба за ставање на глитар рок, односно глам рок движењето на пиедестал на светската музичка сцена. Тој ја презема оваа андрогина персона на себе, станувајќи нескротлив хедонист, кој пред се претвора во идол за младите, кои поседуваат квалитети, кои ги препознаваат пред се во неговата сценска персона. Меѓутоа, на секој подем му следува и неговиот пат, што се случува и со кариерата на Слейд, кој ги отуѓува пред се неговите обожуватели. Тука доаѓа на сцена ликот на Кристијан Бейл, кој што го глуми, односно новинарот Артур Стюарт, кој прави истражување 10 години по уништувањето на сценската персона на неговиот идол од детството, што ќе го потсети пред се на првиот миг кога купил плоча од него и ја преслушувал во удобноста на неговата соба, станувајќи кришно задоволство, така што артиклот буди разновидни премолчени доживувања на Артур, кој ги восприемал по аудитивното задоволство кое што му го понудила оваа плоча во удобноста на неговиот дом, со незиното континуирано преслушување, кој прави реконструкција на митот на Слейд со помош на неговите соработници, согледувајќи дека невозможно е да се состави мозаикот на неговата персона, затоа што секој го доживеал на различен начин, односно секој допрел до различен домен од неговото постоење. Предпоставувам дека познавачите на музика може непречено да ги согледаат паралелите со постоечките музичари од реалноста, кои Хейнс на најдобар може начин ги реферира во овој филм, односно дружењето на Дейвид Боуи со Иги Поп на успешен начин се доловува пред се значењето на глам аспектот на музичкиот мит, кој невозможно е да се дознае до крај, да се исцрпи максимално, затоа што многу чинители се премолчани и изгубени низ времето и во преводот. Тод го снима овој филм помеѓу две култни остварувања, односно помеѓу Safe од 1995 година и Far From Heaven од 2002 година, два филмови кои што допираат до несреќноста на животот на домаќинките во периодичните творби, од одличната Џулијан Мур, а Velvet Goldmine одскокнува помеѓу нив, затоа што е нескротлив филм, барем на површина, но како се продира подлабоко, во него можеме да забележиме дека и во себе тој содржи пред се останува комплетно несфатлив главниот лик од страна на околината, како што тоа е случај со многу од филмовите на Тод Хейнс. Јас можам сега од оваа дистанца да се присетам кога за прв пат го гледав филмот, како што нели Артур новинарот се присетува на музиката на Слейд, а тоа беше на ноќните филмски маратони на Сител, односно на телевизиите кога се прикажува филмови, ако ви се верува, и овој беше еден од малките музички филмови од 90-тите кои што имале голем удел врз мене, посебно затоа што бев во средно училиште и ги слушав тој период и Иги Поп и Дейвид Боуи, така што ова беше нивна неофицијална биографска делница и тоа како ми беше интригантна за гледање и штета што колку што има помодарски љубители на Дейвид Боуи, конкретно и во овој град, голем дел од нив не го ни знаат дека постои овој филм, за моја жал, и затоа го избрав намерно да ви го истакнам како едно од најелоквентните прикажувања за глам сцената, заради тоа што е доста експлозивно и доста импресионистички доловено. Хейнс во иднина ќе се докаже дека е мајстор за фрагментираниот биопик, за недофатливите конкретни митски рок икони од например, како што тако беше случајот со 6 итерации на Боб Дилан, I'm Not There, човекот чиј што нов албум го избравме за албум на годината на ова радио. И веќе го заврши снимањето на The Velvet Underground, па ќе видиме како ќе екранизира оваа доста митологизирана секвенца од рок-н-рол историјата. Се надевам дека и таа ќе биде уникатна и искршена во својата форма и пред се исцрплива во својата содржајност.
Тоа е последниот филм за кој што ќе ви говорам во ова издание на Дансе Макабре. За крајот на емисијата ќе слушнеме, имаме време само за 2 композиции, од кои што ќе бидат составен дел од албумското остварување на Doom and Gloom, именувано For Those About to Doom. Прв нивен долгосвиречки албум, тешки задумани рифови со мочуришен фаз, се провелекуваат низ сите композиции на ова дело, но може да се забележат и интересни поигрувања на гитара во форма на гитарски сола, кај што се нарушува монотонијата на спориот ритам, што можеме да заклучиме дека овие музичари не само што умеат да пародизираат со насловот на албумот на култни рок-н-рол дела, знаат и да свират, меѓутоа само се многу задумани во контекст на создавањето на нивните рифови. Стана збор за бенд кој што ни доаѓа од Холандија, а од овој албум ќе ги слушнеме композициите Goblin и Doom Worker. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 461-иот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои ги кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте филмови и плашете се. Чао, чао.